Пратеничката во Собранието на Република Македонија Благица Ласовска на 55-та седница на Собранието на Република Македонија постави две пратенички прашања, едното наменето до министерот за здравство и едното до министерот за труд и социјална политика. Да го погледнеме незиното излагање и незините поставени прашања. Почитувани колеги, почитувани представници на владата, на денешната седница ќе поставам две пратенички прашања. И тоа едното пратеничко прашање е до Министерството за здравство и второто пратеничко прашање е до Министерството за труд и социјална политика. Во здравниот дом во Свети Николе има двајца интернисти кои што долги години работат на застарен апарат. Дневно се вршат од 15 до 20 ехо прегледи. Итно е потребен нов апарат со сите наведени пропратни елементи, значи конкретното пратеничко прашање е дали Министерството за здравство може да обезбеди ехотомографски апарат со сонда за кардиолошки преглед, колор Доплер, сонда за абдомен и урогенитален тракт, како и биохемиски анализатор во здравниот дом во Свети Николе. Имено апаратот е стар 18 години и доколку се набави нов апарат, искусните специјалисти уште понавремено ќе можат да ги диагностицираат здравствените проблеми кај моите сограѓани. Во мојот град од неодамна, секоја сабота доаѓа уролог од Штип, а прегледите на бубрези и простата ги вршат интернистите. Исто така, болните од малигни болести, кога одат на хемотерапија, мора да бидат прегледани на ехо со цел откривање на метастази и од нив се бара ехокардиографски прегледи кои повторно треба да се направат во Свети Николе. За биохемискиот анализатор кој што го има во Свети Николе, морам да кажам дека е навистина стар и не испитува голем број на параметри кои што се потребни за еден пациент. Посебно е проблематично одредување на хемоглобинот А1С, па пациентите се препраќаат до Штип или до Велес. Дневно има по 30 до 40 пациенти, се прави навистина голема гужва и доколку овој апарат се набави, ќе биде на големо задоволство на моите сограѓани, но и на здравствените работници во здравен дом Свети Николе. Второто пратеничко прашање е до Министерството за труд и социјална политика. Имено веќе подолго време Министерството за труд и социјална политика има проект наречен Бесплатен одмор. Оваа услуга може да ја користат деца од семејства со приматели на социјална помош, на деца без родители, како и деца со пречки во развојот и од 5 до 9 одделение. Па од тука е и моето конкретно пратеничко прашање, колку од овие ранливи категории досега ја искористиле можноста за бесплатен летен одмор. Ви благодарам.